Благодарам, председателке. Иако имавме амандман за камион за депонирање на ѓубре за општина Пласница, се изнаслушавме за цркви, за џамии, за донации и така натака, а кај нас вела дека тој кој што донира за цркви и за џамии најдобро да не кажува, бидејќи горниот ќе се знае. Како и да е, дека оваа влада не има тргнато општина Пласница настрана, е тоа што, како што каже заменик министерот, издвоени се 11 милиони и 500 илјади денари од кредитот кој што беше поделен по општините, односно локалните самоуправи. До година, како што кажа министерот, сумата ќе биде уште поголема. Значи, ако камиончето вредело 6 милиони денари, ова влада за оваа година издвои 12 милиони денари. И сега јас нема да ја злоупотребувам говорницата и да зборувам за други работи овдека. Ке спомнам еден проект кој што го започна претходната влада, во која што бевте и вие дел. Тој проект започна во 2021 година. А тоа е за изградба на регионална депонија во општина Новац. Не знам дали паметите, очигледно дека сте заборавиле. Тој проект беше финансиран од Европската банка за обнова и развој преку Министерството за животна средина, каде што цели 3 години буквално овој проект беше тргнат настрана и овие средства кои што беа издвоени не беа искористени за да се изгради таа регионална депонија која што ќе го реши проблемот со ѓубрето од општина Дебар до општина Прилеп. Значи, ние не разговараме за едно камионче од 6 милиони денари, туку разговараме за проектот десетици милиони евра кој што беше заборавен цели 3 години. Во изминативе 3 месеци владата со одлука донесе и односно обезбеди средства за изградба на обиколницата кај општина Новаци, со што се одблокира целиот проект. Таму ќе се изгради обиколница која што ќе овозможи сите тие камиони кои што ќе депонираат ѓубре од општина Дебар до општина Прилеп да ја заобиколува општина Новаци и да се депонира ѓубрето близу рек Битола. Сакам да ви информирам дека во моментов тече тендерот за набавка на механизација, односно камиончина, како што кажавте вие, и канти за ѓубре за сите општини. Сите тие камиони и сите тие канти ќе бидат поделени на сите општини од општина Дебар до општина Новаци, односно општина Прилеп. Што значи дека овој амандман, како што кажавте претходно, требаше да го повлечите, бидејќи во моментов тече тендерот за набавка на тие специјални возила кои што ќе бидат поделени на сите општини. Од општина Дебар, ќе повторам уште еднашка, до општина Прилеп. Имаше и други амандмани по однос на дислокации на, ќе ја спомнам, депонијата Буково во Охрид, дека таа треба да се затвори, дека треба да се дислоцира, но никој овдека не кажа решение што треба прво да се направи за да можат тие диви депонии да се затворат. Тоа значи дека после решавањето на проблемот со регионалната депонија ќе треба да се обезбедат дополнителни средства за затворање на сите депонии и дислокација на истите. На 27 ноември е закажана седница на Советот на општина Новаци, која што ќе формира предпријатие за регионална депонија. Во основ на таа одлука ќе треба сите општини во исти ден да донесат одлука за да партиципираат по однос на овој проект. Сакам да напоменам дека и проектната документација за обиколката кај општина Новаци е веќе започната и да повторам уште еднашка дека се обезбедени средства за нејзина изградба, токму со претходниот буџет, со одлука на влада. Тие средства ќе бидат префрлени на Министерството за транспорт и врски, а тендерот ќе го распише јавното предпријатие за државни патишта. Иначе ќе ви повторам дека министерката од претходната влада за животна средина изјави пред неколку години дека до крајот на 2024 година оваа регионална депонија ќе биде отворена.
Меѓутоа, требаше да дојдеме ние на власт и во рок од 3 месеци да го одблокираме цел проект и во моментов да течат тендерите и за набавка на возила и за набавка на канти за депонирање на ѓубрето. Тоа е на што имав накратко да го кажам и се надевам дека е жално на државен буџет да поднесуваме амандмани за набавка на камиони од 6 милиони денари. И уште е пожално, ако не се лажам, ќе ми потврдите вие, колега, дека во 21. век уште вашата општина не е влезена во втора фаза на децентрализација, ако не се лажам. Тоа е уште поголем пораз за сите граѓани во општина и се надевам дека сите заеднички ќе му помогнеме на граѓаните во вашата општина да го забрзаме процесот и на децентрализација и да реализираме уште поголеми проекти во идниот период. Ви благодарам.